Благодарам, почитувам председател на Собранието на Република Македонија, почитувани пратеници, почитувани медиуми, пред се почитувани граѓани на Република Македонија. Пред нас е Законот за работни односи, еден од законите кои представува суспендирање на правото во Република Македонија. Македонија условно имаше многу проблеми со правниот систем, меѓутоа наместо да ги надоградуваме законите, меѓутоа да бараме подобри решенија за законите, ние, односно власта на СДСМ и ДУИ, со сет на закони сака да го суспендира целото законодавство во Република Македонија. Сака да ги суспендира сите конвенции кои ги има подпишано Република Македонија во случајот со трудот. Ова е срамен ден за Република Македонија, затоа што под превезот на нешто правиме, многу поголеми работи се рушат во државата. Имено се суспендира Законот за работни односи во клучните делови каде што се правата на работниците. Власта, уште со носењето на самиот закон, во Собранието за автопатиштата Коридор 8 и дел од Коридорот 10, јасно стави во законот дека еден од условите да се погоди со изедувачот е 60 часа работни во текот на неделата, што представува суспендирање на правото во Република Македонија. Овој член од законот беше оспорен на Уставниот суд во Република Македонија и Уставниот суд со одлука ја потврди ништовноста на овој член, односно дека не е согласно со Уставот на Република Македонија 60 часа работна недела во текот на една недела. Владата, односно ДУИ и Социјалдемократскиот сојуз, понатаму за да обстојат на тоа што беше договорено, носат, замислете, бомбастично решение. Нема да биде 60 работни часа, туку ќе биде 40 плюс 20 работни часа во текот на неделата. Ова не е исто за Социјалдемократскиот сојуз со 60 работни часа. Ова е тоа уметничко решение, политичко решение, врвен дострел во политиката, кога 60 ќе го замените со 40 плюс 20. Дури тврдам дека сегашното решение 40 редовни работни часа и неограничено прекувремени часови е полошо решение од тоа што беше понудено 60 работни часа во текот на неделата. Затоа што на овој начин буквално во текот на летниот период или во делови каде што имаме можност да се работи на отворено, работодавачот ќе им понуди договор на работниците да работат 12 часа можеби во текот на денот, што е катастрофа и невиден робовладетелски, воспоставување на робовладетелски систем во државата која, замислете, претендира да биде дел од Европа, која претендира да биде дел од западната цивилизација. Ова е срамен чин кој ги суспендира сите конвенции кои се однесуваат за заштита на работниците, за заштита на трудот. Да е уште поабсурдно, пред 10 дена на Комисија за надворешни работи разговаравме за ратификација на Конвенција за трудот, каде што се залагаме и како држава сакаме да подпишеме конвенција која представува заштита на работничките права. Ова е тоа лицемерие од власта на СДСМ и ДУИ, кога од една страна велиме ќе подпишеме конвенција за заштита на работниците, за заштита на трудот, а од друга страна под превезот на европско знаменце се носат закони кои значат целосно суспендирање на работничките права, односно целосно суспензија на сите досегашни закони и Уставот на Република Македонија. Ова е таа европска агенда на владата за која толку силно се залага. Ова во суштина представува само задоволување на потребите на изведувачот, односно воспоставување на многу нефер ситуации во кои ќе се најдат работниците. 60 работни часа или како што владата милува 40 плюс 20 во текот на денот представува сериозна опасност за работниците
со кој се нарушува нивниот дигнитет, се нарушува можноста тие да имат право на одмор, право на достоен работнички третман. Ова значи дека на овој автопат ќе бидеме сведоци на многу нестреки, на многу несакани ситуации и со помош на овој закон изведувачот и владата нема да одговараат. Сето ќе биде префрлено вина на работниците, затоа што тие подпишале такви договори, затоа што тие се согласиле на вакви услови на работа, кои им го возможува носењето на овој закон. Ова е поразително за сите синдикати, за работниците, кои патем синдикатите јавно ставија до знаење дека не се согласуваат со ваков начин на носење на закони, не се согласуваат со текстот на законот и не се согласуваат со рушење на сите досегашни закони. Наместо низ социјален диалог помеѓу синдикатите и работодавачите да се најдат најдобрите пракси, најдобрите решенија, ние тоа го суспендираме. Да биде трагедијата уште поголема. Овој закон се носе со европско знаменце. Меѓутоа, кога ќе отворите кореспондентната табела, нема ниту еден збор зошто законот се носе со европско знаменце. Нема повекување на ниту една европска директива, на ниту еден европски закон кој значи синхронизирање на нашето законодавство со европското. Причината е многу едноставна. Тоа е невозможно да го направите. Затоа што вакви антиработнички закони во Европа нема. Затоа што ова во Европа не поминува. Во Европа е многу јасно нотирано. Имате јасни конвенции, јасни директиви, каде што работата во текот на неделата е 40 работни часа. Во исклучителни случаеви максимум може да се продолжи за 8 часа. Тоа е, впрочем, и нашето законодавно решение, односно законите кои со овој закон ги суспендираме. Зошто? Затоа што некој договара дебели провизии, затоа што некој договара субстандарни услови за работа, затоа што некој сака да ги скрати трошоците. Многу елегантно решение. 2 смени, 2 бригади за иста работа ќе ја завршат работата. Меѓутоа, што се случува? 2 смени ви се дупло работници. Тоа се дупли трошоци за придонеси. Некој сака да ги скрати тие трошоци. Тоа се сместување и така натаму, едноставно во прашање се пари, профити и провизии и ништо друго. Решението никој не сака да го види, иако е возможно, сето тоа е поништено со нула, се оди на ова што е договорено. Најмали трошоци, најголеми приходи, најголеми провизии. Ова е тоа европско во Република Македонија. Ова е тоа за кој еден ден сите овие што ќе гласаат за овој закон треба да се срамуваат, затоа што суспендираат законодавство во Република Македонија, суспендираат конвенции, суспендираат европско право, суспендираат Устав на Република Македонија. Доброто во овој закон е што е потписник Министерството и еден ден ќе знаеме точно да лоцираме кој е проблемот. Досегашната колективна одговорност сега е заменета со персонална. Некој стои за ова законско решение. Јавно ја повикува министерката Тренчевска, која има дадено 10 изјави, дека нема работното време да биде поголемо од 40+8, да ја објасни на македонската јавност што се случува. Се случува упад во системот, тоа најмалку Тренчевска треба да излезе и да го објасни. Меѓутоа, немаше ни на комисија, ја нема и денес, ја нема и како потписник, меѓутоа, потписник е Министерството, а таа, како министер, морала да знае што се случува во Министерството и какви закони се предлагат до Собранието. Капитулација на работниците, капитулација на синдикатите, капитулација на ова собрание. Срамота ова Република Македонија не го заслужува. Благодарам.